Галичник за секогаш е енциклопедијата на доајенот на македонското новинарство Киро Кипровски, промовирана пред гостиварци. Преку пишаниот збор и неговата фотографија се подсетуваме на првата манифестација Галичка свадба во далечната 1963-та и годините по неа, се до годинешниот незаборавен спектакл на Петровден во Галичник. Преку фотографии и зборови опишани се 50-те свадби и историјатот на селото. Поетот и академик, гостиварецот Радован Павловски, вели дека ова е едно и единствено дело, кое е неповторливо и истото ќе остане како вечен информатор за мијачкиот крај, чиј центар е токму Галичник. Оно што сме го немале до сега, затоа што сите тие вести информации од областта на материјалната и духовната култура што го одржава Галичник, мијачијата, Галичник е центар, општина се капирград, печалови по светот, ама повратници, сега нема повратници. Што прави историјата и времето? Значи, јас задржував како еден неверојатен музеј на вести, ама тие вести се живи. Значи, ние сите весела сме ја создавале оваа информатичка книга со една духовна вертикала на која има и хоризонтално истечување, во ширина, во светот и така натаму. Публицистот Коста Граорковски вели дека само со читањето на насловот веднаш ни станува јасно за кој сегмент од историјата на селото се зборува. Зборовите на Кипровски се како житие, а фотографиите како фрески и икони. Поречици безмалку половина век пишување во вестниците и репортажи на радиото, галичанецот Кипровски, еден од опитничките бардови, не представува да го предизвикува интересот на секој читател, особено на сите оние кои од каков аспект упомчуваат наследството, културниот туризам, историјата и географијата. Токму и затоа оваа збирка на изводени текстови се надевам дека ќе пробуди големо внимание кај оние кои немале можност да ги почитаат истите тие текстови во дневните неделните вестници Нова Македонија, Утински вестник, Починка, Екран, Македонија, Порта, Македонска нација и да изслушнат репортажите на радио Гостива. Оваа книга Кипровски ја подготвувал една година, но ја пишувал и фотографирал цели 50. Идејата за да се издаде едно вакво дело произлегла од претседателот на местната заедница на Галичник Митре Ажиевски. Во своето издание од 360 страници со 200 фотографии и исто толку наслови, Кипровски го опишува вековното постоење на Галичник. Се направи изразен и остане една голема трага за историјата на Галичник. Не само за изминативе 50 години, преку манифестациите што се одржува во рамките на книжевната колонија, во рамките на ликовната колонија, во рамките на Галичкото културно лето, има интересни податоци и за неколку векови надазад. Монографијата Галичник за секогаш, искам да ви кажам, не дека ја пишував и ја создавав, таа по својата содржина е уникатна и единствена на овие простори, како што е уникатен и самиот Галичник. Новинарот Киро Кипровски не застанува со својата работа. Ако се родиш како новинар, не можеш да се пензионираш. Мораш да продолжиш понатаму, вели гостиварскиот новинар. Па, продолжувајќи и прелистувајќи ги текстовите и фотографиите кои се во приватната архива на Кипровски, родена е нова идеја, која полека се остварува. На повидок е ново авторско дело, кое ќе биде една жива енциклопедија за Гостивар.